Надминување на историско највисокото ниво на странски директни инвестиции во државата од над 1 милијарда евра. Ова се очекувањата на премиерот Христијан Мицкоски за вложувањата на странски компании до крајот на годината. Тој е задоволен од податоците на Народната банка кои покажуваат дека странските директни инвестиции во Македонија во периодот од јануари до септември достигнале 838,2 милиони евра. Тоа е зголемување за 348 милиони евра во однос на истиот период минатата година и рекорд во изминативе 20 години. Мандатот го започнавме со договори за странски инвестиции од над 650 милиони евра. Ке продолжиме да работиме за раст на стандардот и благосостојбата на сите граѓани. Македонија да биде повторно ваша и повторно горда, заедно за работа која носи дела. Податоците покажуваат дека само во третиот квартал од годинава приливот на странски директни инвестиции во Македонија достигнал 281,6 милиони евра. Според владата, ваквите позитивни ефекти биле резултат на економската и политичката стабилност во земјава. Ваквиот прилив се должи на економската и политичката стабилност која презентираме како влада, на предвидливоста и стабилноста која имаат компаниите, на посветеноста и заложбата во процесите и пристапот кон нулта толеранција за корупција, кои беа индикатори за намалени инвестиции годините наназад. Дека Македонија останува таргет на меѓународните компании во време на криза на европскиот пазар, покажува и заинтересираноста на две компании од автомобилската и градежната индустрија да вложат во земјава. Премиерот пред неколку недели најави дека овие договори ќе се склучат до крајот на декември. Пред неколку дена стартуваше и третата фаза од инвестицискиот циклус на компанијата Костел во Охрид. Во ноември владата потпиша два одделни договори за државна помош за двете компании на брендот Brainchild. Изградбата на новиот објект во битолската зона Жабени треба да почне до година. Претходно беше објавено дека во Македонија влегуваат Алказар Енерджи преку градење на ветерен парк, германско-белгиската компанија Epsotech AIM, американскиот Ваптек, како и германската БМЗ за производство на литиумски батерии. Владата во изминатите 4 месеци договори вложување во вредност поголема од 600 милиони евра и нови 1600 вработувања.